Сега е повторно време за гости. Како што најавив и рано наутро, денеска имаме музички четврток и промоција на убави нешта, на нова музика, на песни кои што верувам дека ова лето ќе ги слушаме, ќе ги слушате и ќе предизвикуваат добро расположение кај сите вас. Драги наши, во нашето студио ова утро пристигна Владимир Василевски, четкар. Добро утро, Владко. Добро утро. Како сте, добри? Ние сме одлично, секогаш. Иренче, имаш одличен гостин. Така. Жал ми е што не сум и јас со вас во таа позиција, но од време на време ќе ви се приклучувам. Ти честитам за новото видео вчера. До доцна го чекавме, се радувавме и верувам и дека едва и чекам да видам како и гледачите ќе го доживеат. Повелете. Благодарам. Благодарам, Суза, за најавата. Јас ќе кажам наш, а светски. Значи, ова е Владимир Василевски, четкар, македонец. Ние сме сите горди што си овде со нас ова утро. Си навистина звезда од светски ранг, можам слободно да кажам. И утрово кажав и на колегите овде колку си скромен, колку имаш настапувано и каква музичка наобразба, а сепак колку си скромен и едноставен за комуникација. Ти благодарам од срце што си ова утро заедно со нас и тоа што токму во нашата телевизија, во телевизија Алфа, за прв пат светска промоција, можеме да кажеме, телевизиска промоција на твојот најнов спот. Го чекавме вчера до подоцна. Излезе не само неколку часа, не е ни 24 часа излезен. Се уште, да. Има навистина позитивни коментари, преубави коментари, не само од Македонија, буквално од целиот свет. Спотот ќе го видат нашите гледачи малку подоцна, носи интересен наслов, Don't Make Me Wait, оригиналниот наслов на англиски, а на македонски Немој да ме чекаш. Немој да ме оставаш да чекам, да чекам. Да, тој би бил преводот. Ете така. За почеток, бидејќи го промовираме светска промоција на овој твој последен спот, кој што ќе биде и вовет во твојот четврт студиски албум. Така. Let Us Be. Оваа песна е комплетно твоја. Да, сите материјали на сите мои албуми се комплетно мои, бидејќи тоа ми е начин на работа мене, така сум фокусиран. Во смисла, како што спомна преска и муабетот, како композитор, како аранжер, како продуцент, како текстописец, како изведувач. Сите тие работи токму ги истудирав и ги работам професионално, бидејќи целта е да се искажам како артист, уметник, да целата моја сите мои чувства да ги кажам преку таа моја работа и не е различен ни овој четврти студиски албум што е ќе излезе за брзо време сега. Каде е снимен спотот, каде е работен? Спотот е работен, значи го снимаше, го режираше Бојан Симјановски, мој пријател, и на повеќе локации се снимаше во Лагадин, дел, во Вила Бисера, после самото возење. Тоа е приказната е како да се вративме назад во времето на златната ера, доба на диското. И во тој ритам е така, фанк, диско. И хармонијата и аранжманот со виолините, све морам да се кажам, снимано како што се снимало на времето, значи со студиски оркестри, тоа е и концептот на музиката со гудачи, со дувачи, со ритам секција, пратечки вокали и целта е да се каже како да јас се будам касно, па одма одиме во дискотеката Бисер, во хотел Бисер, на сите му сум благодарен бидејќи учествуваа во создавањето на овој спот со огромна ентузијазам и поддршка и така завршуваме на крај во дискотеката и многу од младите генерации немаат сушност искусено се уште диско, бидејќи диското доаѓа од тој период. И музиката и жанровски, сега некоја друга музика се слуша по дискотекиве, меѓутоа не е диско. Тоа не е диско. Диско културава е посебна култура, што дефинитивно се паѓаат во уметност, а не во комерцијала. И затоа сум толку инспириран од тие 5 години, и затоа и спотот е поврзан со тоа, 70 и 80 години, бидејќи тогаш мејнстрим беше стварно навистина квалитетна музика која денеска е веќе underground. Да. Ке допре до младите овој спот, верувам. Јас ти кажам во разговорот претходно дека вчера само што ми го прати спотот кога го слушав, синот мој помина, слушна и вика, фантастичен спот. И спот и музика. Тоа значи дека ќе ги допре и младите и дека треба малку да се слуша
и овој тип на музика, Така. да се вратиме малку назад, нели, како што кажа, нема сега по дискотеките Диско. она диско музика, така? Да. А се вика дискотека. А се вика. Па останало. Да. Убав момент е како што гледате во самата дискотека, целата таа кој го памтет од кој генерација хотел диско бисер во Карпите и стварно е шармантно и како една временска машина и најсоодветен за ова нешто што јас го работам стилски, бидејќи јас работам фузија на диско, на џез, на фанк и некако размислувам стилски, никој па трендовски. Ме праша, ниту размислувам дали со песнава ќе се направам хит или ќе сум популарен. Јас како уметник, како секој прави, денеска тоа е мала грешка за секој што сака да се занимава со музика и со таква една професија. Не треба да размислува дали ќе сум популарен или не. Како уметник ти треба да размислуваш да направиш уметност. Тоа другото, ако самото треба да си дојде природно, доколку дојдете, супер. Меѓутоа, како уметник пориво треба да створиме нешто, да изтаиме нешто од нас и тоа е правата уметност. Да. Не само што си уметник, што имаш талент вроден, туку си и музички едуциран. Музичка продукција, аранжман и џез гитара на Беркли. Да. Колку сето ова ти помогна во создавањето на музиката? Па, ако сакаме да име на вистина напред од аспект на квалитет и на таа висока уметност, не е доволно само талент и пеење или свирење. Мораш да, ако сакаш да го тој нацрташ, тој канвас, таа продукција, тој аранжман, да го целата конструкција на композицијата да направиш, тоа е веќе наука. Наука и сад луѓе во него сваќаат тоа бидејќи гледам и многу малку луѓе студираат во тој правец, бидејќи е многу работа. Јас како забелешките така ноти верачно ги пишам. Јас сум обсесиран со тоа е за мене рачна работа. Да. Секоја нота си ја пишам рачно. И кога ќе снимам, тоа ми е најголемата сатисфакција. Све е некако направено како што се правело порано традиционално. И нормално технологијата ни помага за многу други аспекти во продукцијата, меѓутоа не да стане не смет уметноста толку многу да зависи од технологијата. Доколку зависи епте многу технологијата, за жал јас таа уметност не ја толку вреднувам. Ја вреднувам, меѓутоа не е за мене тоа дефинитивно ни блиску до врвот. Да. Твоите почетоци се виолина. Така? Точно, да. И потоа преминуваш на гитара. Зошто? Па, кога бев мал, сакав да свирам гитара, меѓутоа немаше гитара како предмет во основното музичко училиште во Охрид, во Методи Патче. И ме излажеа мој ми река, че слично е како гитарата. Меѓутоа многу сум им благодарен, затоа што сите сега гудачи што ги пишам, многу основа имам да ги напишам виолините во мојава музика, како што ќе слушнете и во Don't Make Me Wait, тие отварат на некој начин темата. И дисково е есенцијален зачин во дисково е гудачкава секција. И тоа е, да, така да сум благодарен што се студира виолина. Да, Четкар, кога кажав дека си уметник, артист од светски ранг, навистина го мислам тоа, затоа што имаш концерти на секаде во светот. Так. Европа, Соединетите Американски држави, низ цела Азија, да. Канада, да споменеме од Азија, Индија, Тајланд, Јужна Кореја, Кина, каде се немаш настапувано. Да. Твојот новиот албум ќе ја доживее својата промоција 18 септември во Токио. Да. За родендено на мајка ми, 18 септември, ќе првото издание ексклузивно во Јапонија, тоа е веќе третиот албум кој го издавам во Јапонија, на далечниот исток, на тој пазар, преку познатата музичка куќа P-Vine. Јас на некој начин ми беше сон, кога зреев музички купував албуми од нивните изданија од на таа куќа, меѓутоа не знаев, не сонував дека еден ден токму со нив ќе работам, ќе ме издават во Азија, што е многу битен маркет, бидејќи само таму остана физичкиот продукт, толку да е масовен. Само таму остана да се уште постојат музички продавници, не во Европа, не во Америка, меѓутоа во Јапонија, во Кореја, да. Таму се уште може да влезиш, иако тие технички се многу напред, сепак сака да си имат во нив, сигурно задржуваат и тој физички момент, на физички продукт што сака врака да го држи. Да не е само YouTube, така и да не е само виртуелно, да имаме нешто можеме да се поклони, да се потпишиш и на 18 септември ќе се издаде албумот Let Us Be во Токио на тој пазар и после тоа набрзо низ целиот свет, така да
сега во приказка е долго време, секој албум мој трае неколку години, Да. спремање, снимање, постпродукција и на крај издавање. Имаш, вака сега, настапуваш секаде, кажавме, значи буквално цел свет, ама јас похридски ќе те прашам, кај ти е најубо? Која публика ти е најубава? Која публика те прима вака со најголеми емоции? А во контекст на тоа да кажеме дека на 3 август имаш и настап Точно. пред твојата публика, пред твоите Да, охриѓани? точно. Пред сите и охриѓани и Да. скопјани, сите ќе се тоа во август во Охрид претпоставувам 3 август. Паѓаат сабота е во Деспина ќе е концертот, тој е покрај езеро, преубо место од студенчишта канало 10 минути пешки према Горица што викаме. Меѓутоа публиката што ме праша, секоја публика ја љубам ептем, ја сакам ептем, затоа што мене ми е многу посебна публиката и многу обично насмеани лица има на моите настапи. Луѓе што стварно сакаат уметност, никој залутан. Знаеш како викам, имам филтер уметноста. Немаш потреба од обезбедување дури. Сите се позитивни, сите се насмеани, немало никој пат лоша енергија и како тука, така и сегде во светот кај што настапам. Јас некој пат настапам пред публика кај што нема ниту еден македонец. Да. Меѓутоа се конектирам како да сум нивни тие кои да се мои. Затоа што даваш одлична енергија. На вистина даваш искрено одлична, давам да, исто. така. Бидејќи тоа е ние мораме искрено да кажеме што Да. и да се поврзиме со публиката. А публиката нормално јас сакам да сум и најмногу ми е кејф кога сум дома. Кај што ми дал Господ душа, мене ми е тоа најбитно. Ама секој си има своја приказка. И мене Да. на вистина ми беше убаво растев и тешко ко заменбев да студирам. Да. А некому му е обратно. Така да тој аспект со задоволство си се враќам стално дома и Дома. сега сум поќе дома него ли надвор. Е, тоа сакав Да. преска кога те прашав каде си сега, Америка, Македонија, ми рече поќе сум дома. Така, да. Ама живеам како Номад. те така да, кажав. Да. А, Се, така да тука имам нонстоп кога имам турнеја или работа, си одам да се завршам, се враќам тука пак. Во Охрид, така, во Охрид ти е. Да, во Охрид сум претежно. И тука и пример, ево сега за албумов. Албумов се снимаше во Чикаго, во Билвоки, во Њу Йорк. Ама све што спремав, снимав во Охрид. Значи, аранжманите, композициите, дали ќе возев точак, дали ќе се шетав, и си ги правев. Доистина, кадев таму, ке си ги, благодарение, тоа е убава страна на технологијава, денес ке се контактира со музичкава страна, со музичари, со студијскава аспект, со инженери, и ке го завршиш кој што треба, така да денеска моиме да функционираме така. Да. Порано не. Продукцијата е комплетно твоја, така? Да, комплетно целата продукција и целата продукција е работена значи во некој познативе студија како Electric Audio на Стив Албини кој за жал неодамна почина. Тој буквално пред 2 месеци тој беше продуцент на Нирвана, на познативе што се нивни бендови, работел со Led Zeppelin, со сите и беше задоволство да се работат во студиото кај него и да слушниш да научиш нешто од постариве генерации и што за мене најбитно да стално учиме едни од други. И така да убајнава сега светов може да го гледаш како едно на дланка ти. На дланка, да. така е. Свириш джез, свириш фанк. Сакам да те прашам дали можеби вака за своја душа, што најчесто сакаш да пееш, што сакаш да си подпевнуваш? Па нели Нешто македонско има ли на пример македонско сакам кога ќе одам в кафана. Ете тоа сакав да те прашам во тие моменти, така сакам, твои интимни моменти. Да. Стакам музика македонска староградска, никако не поддржавам никаков турбофолк. Цел живот зборувам против тоа. Гледам сега се сите политични коректи за тој стил, израз меѓутоа јас морам да кажам и повикан сум да кажам, ако не кажеме ние уметници, кој ќе каже? Така е. Кој ќе каже? Демек све е дека било вкус, да. Све е вкус доколку постои вкус. Доколку тој е уште во игра. Меѓутоа кога ќе надвор од тие граници, не можам да го поддржам тоа. Не можам ни еден музички стил да поддржам што поддржаваат агресија, лошо чувство, што ги експонираат овие груби материјални страни, така да тој аспект не го сакам, меѓутоа све што е убаво како фолклоров наш, што е преубав, меѓутоа сум тука наивен конзумент, сакам да конзумирам, бидејќи имаш професионалци кои го работат. Ко танец, ко куп индивидуални музичари, пејачи што тоа да не ги наборевам, го прават професионално и мене ми е кеф
тука да си слуша музика. Така, имаме ние тука во студиото од мојата лева страна уште еден школуван музичар, Знам, нели? како е. Тука е нашата Сузе која што со внимание не слуша. Сузе, какво е твоето размислување во врска со ова сега четкар што го прашав? И тоа како се согласувам и го поддржувам сето она кое што го кажува. Воедно морам и да ти кажам дека со големо жалење ги следев сите твои новости што ти ги споделуваш, односно со големо жалење мое, со радост за тебе, дека за еден ден го пропуштив концертот во Њу Јорк во април. И гледав некако да можам да го наштимам моето доаѓање токму тогаш за 20 на 26, меѓутоа се промашивме за еден ден и жалам, а сакав да те изненадам таму, бидејќи секогаш ми е радост кога можам да те начекам низ Македонија кога правиш твој настап, а твоите настапи се незаборавни. Ти благодарам. Твоите настапи се нешто кое долго после настапот се зборува, се прераскажува и држи како енергија, како адреналин, како се. Па затоа сакав и да те прашам нешто, ако ми дозволи Ирина, се разбира. Да, може имаме уште многу познати луѓе, успешни луѓе велат дека дома си е дома, да, но многу побрзо и полесно во светот ќе ти дадат признание, отколку што ќе ти дадат дома. Некогаш дома најчесто знаат и да не изигнорираат. Така. Си те следело ли тоа чувство некогаш? Цел живот. Меѓутоа, тоа ме стимулирало што поќе да работам. И јас Сузе, ево, ако приметиш на македонски станици, ретко, понекој ми е пушта музика, меѓутоа ми е пушта музикава на, пример, вчера беше на Петофи радио, тоа е национално радио во Маđarска, токму некои мои постари теми, така да нонстоп имам поддршка од Токио, од Аргентина, од цел свет, од аспект радиска поддршка, многу повеќе него ли дома. И тоа може да го провериш, имаш и како разни апликации кај што се гледат кај на кое место се пуштила песма, дали во Фиренца, во Радио Роса, дали во... И тоа ми е огромен кеф, пошто јас како македонец со авторски продукт продавам надвор во Македонија и значи лесно е да увезиш нешто. Најлесно е да продадеш Кока-кола, да продадеш тоа, продадеш се. Меѓутоа најтешко е да направиш продукт што ќе патуват. И тоа е нешто што јас сакам вниманиево на младиве генерации да го наслушам да правиме, да твориме како македонци, ама да имаме извоз надвор. Дали то било уметност, дали то било кој друга сфера, треба така да размислуваме дека така размислуваат една зрела нација што сака да обстане. А како конзументи што викаме преска, ќе увезиме музика, сите тие звезди што ги носиме од Србија и Хрватска или не знам, добри или лоши, овдека му е нив пазарот и печалбата. Не се тие светски музичари. Тие не настапиле надвор од нивните градови. Генерално, да. Така. Ти благодарам. Благодарам и јас. Остана сега, што да кажеме друго, се изнакажавме, а има уште многу. Ќе оставиме за следен пат, следна промоција за следниот спот, да ги повикаме сега сите нашите гледачи за прв пат. Светска промоција на најновата песна на Четкар, Don't Make Me Wait, или Немој да ме чекаш. Не прави да те чекам. Тури ми виски одма, зашто морам да се вратам кај девојкава на подиум. Да. Уживајте во спотот, навистина преубава музика и преубав спот. Благодарам за гостувањето, посакувам многу успех и се гледаме. Благодарам на двете и се гледаме. Поздрав до сите.